Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. За да се обезбедат доволни количини крв, потребно е постојано да се работи на полето на мотивација на луѓето за доброволно дарување крв. При тоа има строги критериуми кој може, а кој не може да биде крводарител. Што се треба да знаеме за доброволното дарување крв, крвните групи, нивната компатибилност. Дали е точно дека оние со крвна група нулта може да дадат крв на сите, а тие пак што имаат АБ да примаат од сите. За сите овие дилеми одговор ќе побараме од гостинката која што е во студиото на Телма, а тоа е доктор Анита Божинова Петковска, специјалист по трансфузиологија од Институтот за трансфузиона медицина. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Кој може, а кој не може да биде крводарител, кои се тие строги критериуми и какви се тие компатибилности во крвните групи, ќе ни објасни доктор Анита Божинова Петковска, специјалист по трансфузиологија од Институтот за трансфузиона медицина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Мислам дека ќе успееме да им дадеме некои информации кои што можеби досега им се непознати и ќе им бидат одредени нејасноти околу дарувањето на крв разјаснети. Сите се раѓаме со одредена крвна група А, Б, АБ или нулта и со РХ фактор, кој што може биде позитивен или негативен. Ќе можете ли на наједноставен начин да ни објасните во што се состојат разликите? Да. Па вака, првен би кажала дека крвната група представува една биолошка карактеристика која што е генетски кодирана и останува непроменита во текот на целиот живот. На самиот еритроцит се наоѓаат голем број на антигени кои што се распоредени во голем број на крвногрупни системи. Тоа значи дека освен АБО и РХ системот постојат уште многу други крвногрупни системи, меѓутоа најголемо клиничко значење имаат АБО и РХ системот и затоа кога ние зборуваме за крвни групи, обично поистоветуваме со овие два крвногрупни системи. Сега во однос на АБО крвногрупниот систем, луѓето може да бидат припадници на 0, А, Б или АБ крвна група, а во однос на РХ системот може да бидат РХ позитивни или РХ негативни. Која крвна група е најчеста? На нашите простори најчеста е крвната група А, потоа следи нулта, Б и АБ, меѓутоа не е примерот ист како кај нас и во другите во светот. Да, тоа генерално земено во светски рамки има некои зависи, значи има региони каде што и нула е позастапена во однос на А групата, се е тоа причина на различните демографски карактеристики на населението кое што се живее на одредено ендемско подрачје. Во однос на РХ факторот веќе ни е познато дека во однос на РХ факторот позитивните доминираат, околу 85% отпаѓаат на РХ позитивни, а 15% на РХ негативни луѓе. И сега да ни појасните нешто околу компатибилноста на крвните групи. Веќе во најавата споменав дека познато ни е нулта крвна група може да даде на сите, но може да прими само од себе. Еве веќе имаме и тука една табела која што тоа ни го покажува. Да, значи во однос зошто е тоа така? Значи во однос на трансфузијата со еритроцити, нулта крвна група се смета како универзален дарител, а АБ крвна група како универзален примател. Тоа значи дека припадници на нулта крвна група може да бидат дарители на сите од останатите крвни групи. Тоа е оттаму што еритроцитите кај нултата крвна група не ги поседуваат антигените А и Б и затоа може слободно да се даде трансфузија со нулта крвна група и таа не би наштетила на припадници од А или Б или АБ крвна група. АБ крвната група пак ги поседува и едниот и другиот антиген, така да кај нив нема да има никаква штета доколку примаат крвна група од нулта А или Б. Меѓутоа, кога зборуваме за трансфузија со плазма, случајот е обратен. АБ тука во овој случај, значи кога се работи за трансфузија со плазма, АБ е универзален дарител затоа што во плазмата на припадници на оваа крвна група ги нема анти
анти-А и анти-Б антителата кои што може да доведат до разорување на еритроцитите. Меѓутоа, кај нулта пак присутни се и едните и другите антитела, така да плазма од нулта крвна група може да се даде само кај пациенти со нула крвна група. Значи не било толку едноставно, тоа не го разјаснивте. Да. Така. Сега, дали се практикува некој со АБ крвна група да прими крв од некој што бил дарител со нулта? Практикувате ли ваква комбинација или е најдобро се прими истата крвна? Значи, во клиничката пракса најчесто одиме со трансфузија на крв која што е со иста крвна група како на пациентот. Меѓутоа, има и одредени ургентни, акутни состојби во кои што е загрозен животот на пациентот, во кои што дури нема ни време да се направат потребните претрансфузиски испитувања, туку веднаш треба пациентот да прими крв и во такви случаи одиме со нулта негативна како универзален дарител. Нулта негатив? Нулта негатив. Зошто негатив? Затоа што во тој случај ние не можеме, ако не го направиме потребното претрансфузиско испитување, не знаеме дали пациентот е РХ позитив или РХ негатив, така да со сигурност доколку дадеме РХ негативна, нулта РХ негативна, ние можеме да исклучиме било каква можност за евентуална несакана реакција од дадената крв. Дали може би е најдобро секој од нас да си направи едно испитување на Институтот за трансфузиона медицина, да знае која крвна група е, кој РХ фактор е и тоа да биде запишано во книжката? Па би било пожелно, меѓутоа во пракса не е така, затоа што во една ургентна акутна состојба, така, нели, не дека не секој човек би се нашол, нели? Меѓутоа кој има можност би било пожелно. Веќе споменав дека има строги критериуми кој може да биде дарител, а кој не, значи не може секој што сака да дарува крв. И веднаш би започнала со првиот факт во денешната телна амбуланта кој што гласи: количината на крв во телото не е ограничена. Колку крв има во нашето тело? Па една машка особа со телесна тежина од 70 кг има волумен на крв од 4,5 до 5 литри. При самото зимање на крв, количината на крвна единица која што ја зимаме од дарителот е 450 милилитри. Кај сите е тоа исто? 450 Да, тоа е универзален волумен на земена крв. И затоа телесната тежина ни е еден од условите, односно критериум за селекција на дарител, бидејќи волуменот на земената крв не треба да биде повеќе од 10 до 12% од вкупниот волумен на крв кај дарителот. Детално ќе ги разработиме оние критериуми околу тежината, но би ве запрашала за колку време ќе се обноват тие 450 милилитри крв што се земаат од пациентот? Течниот дел од земената крв се надокнадува за 24 часа, како и леукоцитите и тромбоцитите, додека пак еритроцитите малку подолго им треба од 4 до 6 недели да 4 до 6 недели да се обнови бројот на дадените подарените еритроцити во донираната крв. Некои статистики во околните земји, како што се Србија, Хрватска, покажуваат дека 3/4 од дарителите се мажи. Дали е истата слика и кај нас присутна? Па и кај нас е, да. Негде околу 85% од дарителите припаѓаат на машката популација, а 15% од женската. И на колку време може да даруваат крв мажите, а на колку жените? Има ли тука некоја разлика? Да, има разлика помеѓу временскиот термин од едно до друго дарување. Кај жените мора да биде минимум 4 месеци, а кај мажите 3 месеци. Имате ли информации колку крв, односно колку дарители на крв има кај нас годишно? На годишно ниво ние на територијата на Република Македонија зимаме околу 50.000 единици и со таа бројка успеваме да ги задоволиме потребите во болниците за пациенти кај кои што се ординира трансфузијата како една тераписка постапка. Но сепак можеме често да видиме на интернет како итно се бара некоја крвна група. Дали значи дека во одредени ситуации има дефицит?
Во одредени ситуации може да се јави дефицит, тоа се најчесто на оние ретки крвни групи со негативен РХ фактор. И се случува, да, во одредени ситуации, меѓутоа еве на помош и социјалните мрежи, меѓутоа и ние имаме методи со кои што ги надминуваме тие дефицити, со тоа што имаме како категорија дарител на повик. Значи имаме посебен регистар во нашата картотека во која што ни се категоризирани дел од дарители кои сакаат да даруваат само на повик. И во овакви ситуации контактираме со истите и ги повикуваме да дојдат да даруваат за да ги задоволиме потребите. И тоа сакам да напомнам дека многу често кога се случуваат вакви апели по социјалните мрежи, најчесто се работи за побарувачка на тромбоцити и тоа тромбоцити кои што се даруваат со посебен тип на дарување, тоа е така наречено аферезно дарување. Што значи тоа? Аферезното дарување представува еден посебен тип на дарување, каде што дарителот се вклучува на посебна машина, така наречен клеточен сепаратор, и дарувањето трае малку подоцна, меѓутоа се добива поголема количина на тромбоцити од онаа која што можеме да ја добиеме од само од една крвна единица. И одредени пациенти со одредени диагнози значи изискуваат, имаат потреба од ваков тип на тромбоцитни концентрати како примена на терапија со цел да се сведе на минимум појавата на одредени несакани реакции од самата трансфузија со тромбоцити. Значи може тогаш да има и несакани ефекти кон оној што е дарител? Не, значи кога се дарува кога има потреба од тромбоцити, тромбоцитите кога се од повеќе дарители, затоа што секогаш кога се ординира терапија со тромбоцити, количината која што им е потребна не е доволна само од еден дарител, туку од неколку дарители, да. Меѓутоа, кога е аферезното дарување во прашање, во тој случај се дарува од едно лице и заради тоа, кај ви кажав, кај одредени заболувања, не кај секоја една патолошка состојба која што треба да се дадат тромбоцити, се... Обично кај кои болести ова се преминува? Најчесто кај малигни заболувања, хематолошките заболувања, одредени хематолошки заболувања, посебно во детската возраст, се наметнува потреба за примена на тромбоцитен концентрат од аферезно дарување. А дали во одреден период од годината се намалуваат резервите со крв, да речеме во лето, кога се летните одмори, кога одзивот е помал? Има ли такви ситуации? Летниот период е време кога дел од луѓето се погодишни одмори, тогаш малку се намалува одзивот на дарители. Меѓутоа, во такви случаи ние повторно го активираме веќе споменатиот метод на повик на дарители на повик и во одредени случаи, доколку имаме поголема потреба, односно поголем дефицит ни се појави, организираме и вонредни крводарителски акции. Сега ќе го погледнеме вториот факт кој што е поврзан со тоа кој може да биде дарител на крв, кој што гласи: крв може да се даде ако сте здрави и имате добро општо здравје, имате тежина поголема од 50 кг, некаде најдов и 55, да. И сте на возраст помеѓу 18 и 65 години. Додиме редоследно, докторке. Ако сме здрави, имаме добро општо здравје. Што ова значи? Дали оние кои што имаат покачен крвен притисок, но регулиран, се здрави, може да дадат крв или не? Вака, првен треба да биде јасно за секој крводарител дека крводарувањето е привилегија на здравиот човек. Значи, секој кој што е здрав може да дарува. Сега, освен ова, треба да бидат исполнети и неколку услови, односно критериуми во селекцијата на дарители. Првично, еве, спомнавте телесната тежина, според Советот на Европа, значи критериумите кои што ги поставува Советот на Европа, минимална телесна тежина е 50 килограми, меѓутоа одредени крвни банки може да си направат собствена корекција во овие услови и затоа во одредени крвни банки оваа граница е поместена на минимална тежина од 55 килограми.
нивото на хемоглобин е исто така еден од важните. Ќе го споменеме тоа засебно, но сега ве прашам еве кога е тежината, доаѓа дарителот, значи не е тој пациент и мора да застане на вага. И што доколку има 49 килограми, ќе го вратите? Не може да биде дарител? Па видете, сега во ваква ситуација и индивидуалната проценка на лекарот кој што го прегледува дарителот има улога, така да може во одредени ситуации и да се направи некоја отстапка доколку сите други услови за дарување дарителот ги исполнува. Во однос на возраста помеѓу 18 и 65 години, дали дарители може да бидат понекогаш и лица над 65 години или тоа никогаш не е опција? Вака, едно општо правило е дека ако едно лице кое што до 60 година не дарувало крв, не се препорачува да биде дарител. Меѓутоа и овде на лекарот кој што е на преглед на крводарители дискреционо право е да направи проценка, една индивидуална проценка и доколку оцени дека лицето е здраво, дека отсуствуваат било каква една патолошка состојба кај него ги исполнува сите услови за дарување, може и тогаш да биде дарител. Доколку лицето е постаро од 60 години, колку често може да дарува крв? Исто, ако е жена на 4 месеци, ако е маж на 3 месеци. Значи возраста не игра некоја улога? Пак е индивидуалната проценка на докторот во селекцијата на дарителот. Го споменавте хемоглобинот. Најнапред одредувате ниво на хемоглобин? Така започнува прегледот? Точно, да, прегледот започнува со одредување на вредноста на хемоглобинот. Кај жени хемоглобинот треба да биде над 125 грам на литар, а кај мажи над 135 грам на литар, за да можат да бидат дарители, односно за да ние бидеме сигурни дека со самото дарување нема да му наштетиме, односно нема да западне во една анемија, меѓутоа со тоа сме сигурни и дека земената крвна единица ќе има таа задоволувачка вредност на хемоглобин, која што ќе даде позитивен ефект кај пациентот кој што ја прима крвната единица. Ако хемоглобинот е на горната граница или над горната граница, тоа е предност или пак е проблем при дарувањето? Горна граница која? На хемоглобинот, кај мажи и кај жениве, над горната граница, која е референтна? Над референтната, значи овде треба исто една проценка да се направи, доколку лицето има и хемоглобин кој што е над горната граница од онаа референтна вредност, понекогаш се наметнува потреба да лицето направи првен една консултација со хематолог и доколку добиеме ние пас дека не е причина некоја патологија за таквата висока вредност на хемоглобинот, во тој случај дарителот може слободно да дојде и да дарува. И го прифаќаме како доброволен дарител на крв. Има многу полувистини кои што се присутни во однос на дарувањето на крвта. Едно од нив е дека вегетаријанците можеби не би требало да даваат крв, токму поради тоа што некогаш има ниско железото. Претпоставам дека ова е заблуда. Точно така, заблуда. Ние имаме и дарители кои што се вегетаријанци, меѓутоа кои што си одржуваат едно ниво на хемоглобин кое што е задоволувачко за нашите критериуми. Значи, доколку на преглед на хемоглобин поминат, односно добиваме вредности кои ни се над 125, односно 135, ние ги прифаќаме како доброволни дарители на крв. Што е со оние кои што направиле тетоважа или пак имаат ставено некаков пирсинг, смеат веднаш потоа да даруваат крв? Ова ве прашам бидејќи тетоважите се исклучително популарни периодот. Точно, ние во секојдневната пракса доаѓаме постојано во контакт со дарители кои што ставаат тетоважи и пирсинг. Според Советот на Европа, од денот на поставување на тетоважата, во следните 6 месеци лицето не би требало да дарува крв, затоа што тоа се сепак постапки при кои што може да дојде до некои микрокрварења и можност за, теоретска можност за пренос на инфекција, па со цел да имаме ние сигурна крв за пациентите, чекаме период од 6 месеци минимум за да лицето му дозволиме да дарува крв. Значи, за кои инфекција тестирате крвта?
пред да биде дадена на трансфузија? Кои заразни болести може да се пренесат на ваков начин? Кај нас во задолжителното предтрансфузиско тестирање е тестирањето за хепатит Б, хепатит С, ХИВ, СИДА и сифилис. Меѓутоа, има голем број на болести, вирусни, инфективни заболувања кои што може да бидат пренесени преку трансфузијата, и има држави низ светот каде што одредени заболувања се ендемски, а кои што може да бидат да се направи трансмисија преку трансфузијата, па кај нив овие предтрансфузиски тестирања и се проширени и се додадени и дополнителни тестови. Но стандардни се за, како рековте, за ХИВ? Стандардни кај нас, хепатит Б, хепатит С, ХИВ и сифилис. И сифилис. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања, доколку имаат некоја дилема на денешната тема, слободно може да се јават на телефонскиот број 02 3076 677. Сега ќе разгледаме уште еден факт во денешната тема амбуланта, кој што вели, доколку сте биле болни, ќе мора да почекате до следното дарување крв. Колку време обично трае оваа забрана за давање доброволно за дарување крв, доколку сме болни или пак сме под некаква терапија? Значи, периодот на одбивање во случај на болест е различен во зависност од кој тип на болест се работи. Доколку има некој грип или пак корона, ковид? Да, значи најчести од болестите кои што се причина за одбивање се респираторни настинки, инфекции, и кога се работи за лесна инфекција, во тој случај одбивањето е до 7 дена, затоа што сметаме дека тоа е период кој што е потребен за да настане едно потполно опоравување на дарителот, односно да се намали ризикот и за преносна инфекција, меѓутоа и тој да биде во една добра кондиција за да може да дарува. А во случај на терапија, исто така, периодот на одбивање е различен во зависност од видот на лекот кој што е земен, заради тоа што секој лек има различна фармакокинетика, различно се задржува во време, се задржува во циркулацијата, па според тоа се прави проценка колку и ќе биде периодот на одбивање. Доколку некои примаат хормонска терапија, има многу лица што земаат заменска терапија за тироидната жлезда или пак инсулинска терапија. Кај нив има ли, се сметат ли тие за здрави? Значи, можни потенцијални дарители? Да. Пациенти со диабет тип 1 кои што се на инсулинска терапија се трајно одбиени и не ги прифаќаме за дарители. Терапијата за тироидеја да е утироксот, најчесто тој се јавува како податок дека го земаат дарителите, не е причина за одбивање, меѓутоа сепак и тука треба да се направи одредена проценка за да се види дали може или не може да дарува дарителот во моментот, меѓутоа причина за трајно одбивање и утироксот не е. Имаме гледачи на линија, потоа ќе разгледам уште неколку состојби кои што можеби еве за нас представуваат дилема, а предпоставувам и за гледачите, па вие да ги разрешите. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ја поздравувам докторката која го прекршила мразот од клиниките за трансфузија, да се јави на телевизија, да дојде да ни одржи една убава емисија, а уедно и една критика од другата клиника за трансфузиологија, кај што се прегледуваат дидемерите во сезона на епидемија на ковид. Никој ништо прв пат слушнавме за дидемери, не земаа храброст и време да дојдат да ни објаснат што се тоа дидемери. Не сте ја следеле редовно Телма амбуланта, напротив, токму од Институтот за трансфузиона медицина имавме неколку пати гости, доктор Дејанова беше тука, која што детално објаснуваше се за дидемерите, ама ете вие сте ги испуштиле тие емисиите и тоа во екот на короната. Ви благодарам за вклучувањето. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Здраво, добар ден. Повелете. Се јавува ваша редовна гледачка. Ме интересира, се работи за млада личност од 35 години, значи веќе 15 години примам еутирок 75.
Дали би можела да бидам јас крводарител поради тоа што сум А негатив крвна група? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Вие делумно одговоривте, но еве уште еднаш подробно што треба да се испита. Вака сега, само врз основа на овој податок дека дарителката пие еутирокс од 75 милиграми, јас не можам конкретен одговор да дадам може или не може. Меѓутоа, јас би препорачала на дарителката да не посети во Институтот за трансфузионна медицина, на одделот за крводарители, ќе се консултираме доколку е потребно да донесе одредена и медицинска документација на увид, се ќе проследиме што имаме, нели, и ќе одлучиме дали може да дарува или не. А врз основа само на овој податок нема причина за одбивање на дарителката. Оние што примаат некаква терапија за хронични болести, како што се крвен притисок, што примаат високиот крвен притисок, кој што е добро регулиран, не е причина за одбивање на крводарување. Значи, задолжителен преглед во тек пред дарувањето е мерење на крвниот притисок, доколку се утврди дека тоа е во посакуваните граници, нема зошто дарителот да го одбиеме. Терапијата за висок притисок не е исто така причина за одбивање од крводарување. А што е со жените за време на менструацијата? Дали може да даруваат крв? Што е со трудниците или пак оние кои што дојат? Бременоста и периодот на лактација се состојби кои што се одбиваат за крводарување, меѓутоа месечниот циклус не е причина за одбивање, со тоа што овде многу ни е важно да вредноста на хемоглобинот биде во оние посакувани граници. Така, како што споменавте. Имаме уште еден гледач кој што ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од Охрид. Јас се јавам повеќе за едно можеби организационо прашање, дека сум дарувал крв и во Скопје и нели таму се просториите многу убави, меѓутоа во Охрид се дарува во многу катастрофални услови и би апелирал овде да се презема некои мерки, да се средат тие простори или да се додели некој од тие празните модуларни болници и да се стават по подобри услови дарителите и оние кои што работат. Само толку. Ви благодарам за вклучувањето, за белешка на место. Имате нешто да дадете како коментар или да го вклучам следниот гледач? Па јас мислам дека нашата институција прави напори за да обезбеди друга локација во која што ќе се создадат поубави услови, многу поубави услови за крводарување од оние кои што актуелни ни се во Охрид. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Уште една можност за гледачот да се вклучи. Не, ми даваат знак дека се исклучил. Во ретки има можност во текот на емисијата повторно да се јави доколку сака да постави прашање. При дарувањето на крв може ли да се јави некаква вртоглавица, слабост и слично? Несаканите реакции после дарување може да се јават, меѓутоа тие се сведени на минимум, затоа што ние во текот на, односно уште пред самото дарување ги подготвуваме дарителите со тоа што даваме предлог да се земат повеќе течности. Самите кревети на кои што се изведува крводарувањето се во една посебна положба, така наречена Тренделенбургова, која што ги превенира појавата на овие несакани реакции и се трудиме да ги анимираме дарителите преку постојан разговор за да нели мислите не им бидат насочени на самото дарување на кесата на иглата, туку ги анимираме со сосема други теми, така да несаканите реакции од типот на вртоглавици и нелагодност ги сведуваме на минимум. Се јавува некогаш стрес кај нив? Од самиот процес треба да ги смирите и покрај тоа што ете дошле доброволно да даруваат крв, сакаат да бидат крводарители, сепак кога ќе се види игла. Да, се случува, меѓутоа се трудиме ние да ги охрабриме. И најчесто во тоа охрабрување го користиме хуманиот момент, дека со дарувањето помагаат на пациентите, на болните и успеваме стресот да го сведеме на минимум. А мора ли потоа да се касне нешто, да се напијат и слично? Препораките после дарувањето во однос на храната и течности е дека треба да се внесат
течности, за да да се надокнади течниот дел од даруваната крв. Така да после дарувањето во нашиот институт ние имаме и посебна соба во која што дарителите поминуваат неколку минути после дарувањето и им овозможуваме внес на течности за да ги превенираме и на тој начин да ја превенираме појавата на тие несакани реакции. А може ли некогаш ние самите на себе си да си бидеме дарители во одредена ситуација кога се губи крвта? Може, да, тоа е така наречена автологна трансфузија. Автологната трансфузија е посебен вид на трансфузија каде што и дарителот и примателот се на иста личност. Ние треба многу повеќе да работиме на тоа поле за да ја унапредиме автологната трансфузија, затоа што на тој начин од една страна ќе се сведат на минимум несаканите ефекти кои што може да се јават после трансфузија, а од друга страна ги намалуваме губиците во резервите на крв. Оваа автологна трансфузија може на повеќе начини да се изведе. Инаку најмногу се применува во кардиохирургијата, васкуларната хирургија, ортопедијата и кај одредени видови на автологна трансфузија потребна е употреба на посебни апарати за собирање, за селекција, за подготовка, во самиот момент на операција се зима самиот апарат зима одредено количество на крв и го сепарира, и центрифугира, сепарира и подготвува еритроцитен концентрат кој што веднаш се дава на пациентот. И во тој случај споменавте дека нема несакани ефекти, што значи дека доколку некој со трансфузија добие донирана крв, може да се случат и некакви проблеми? Па видете сега, трансфузијата е тераписка постапка во која што се применува крв. Крвта е од хумано потекло, така да можности за појава на несакани ефекти постојат во терапијата со трансфузија. Меѓутоа со претрансфузиските тестирања се гледа да се сведат на минимум истите, меѓутоа теоретски постои можност за појава на несакани реакции од трансфузијата на крв. Значи се испитуваат и дополнително и други компатибилности, сакате да кажете покрај вие што ги набројавте? Па во предтрансфузиското тестирање опфаќа не само одредување на крвната група на пациентот, туку во тој комплет на тоа тестирање спаѓа и вкрстената реакција или кросмеч и одредување на ирегуларни антитела во серумот кај пациентот кои што може да ги лизира, да ги растројат еритроцитите од крвната единица која што ја прима. Со сите тие тестирања, со резултатите кои што се добиваат, може да се превенира дел од несаканите реакции. Односно, тие ни се тестови патоказ дали една крвна единица е компатибилна или не е компатибилна. Кои се најчистите несакани ефекти? Најчести несакани ефекти се појава на температура, нелагодност, треска после дарувањето на крв. Поретко повраќање, меѓутоа треската е и температурата најчести. Може да има животозагрозувачка состојба? Теоретски да, може. Колку време по примањето на трансфузијата? Обично животозагрозувачките се многу брзи, акутни, дури може во текот на самата трансфузија да се појават. Споминавте дека на некои пациенти се дава крв, кај други плазма, кај трети тромбоцити. Како се чуваат овие крвни резерви? Секоја од една крвна единица ние добиваме 3 крвни компоненти, тоа се еритроцити, тромбоцити и плазма. Секоја од тие компоненти си имаат посебен начин на чување. Еритроцитите се чуваат на температура од 4 степени, а рокот на трајање е 35 дена. Тромбоцитите се чуваат на 22 степена, меѓутоа рокот е кај нив многу краток, само 5 дена. Плазмата на минус 30 степени до 3 години може да се чува. А плазма кому се дава обично? Плазмата се дава најчесто на пациенти кај кои што се јавува дефицит на фактори на коагулација. Причините може да бидат најразлични и кај нив се наметнува потребата за субституциона терапија, значи оние фактори кои што недостасуваат да се надокнадат со трансфузија со плазма. А на кој начин пациентите ја примаат крвта во текот на трансфузијата?
Трансфузијата се прима со посебен систем кој што се состои од игла, црева, содржи и филтер. Тој филтер има одредени пори и улогата на филтерот е да ги задржи агрегатите од клетки кои што се создаваат во текот на самото чување на крвта, кои што може да имаат неповолен ефект кај пациентот. А кои бенефиции ги имаат крводарителите кај нас? Крводарителите кај нас бенефиции од правен аспект е што остваруваат право на 2 слободни дена после дарувањето. Потоа со 10 дарувања остваруваат право на ослободување од партиципација при лекарски преглед или одредени тераписки диагностички процедури. Меѓутоа, најголемиот бенефит, ја мислам дека е она што се вели морално и етички, што ќе бидат исполнети, дека помогнале, дека направиле еден чин со кој што на некого му го спасиле живот. И уште нас да повториме, значи може крв да се дарува доколку сте здрави, имате добро општо здравје, имате тежина поголема од 55? Од 50 килограми. Од 50 да остане 50 и сте на возраст помеѓу 18 и 65 години. Имам уште едно подпрашање, иако еве добив знак да завршиме, дали е најдобро, доколку постои можност, крвта да ја даде близок член на семејството за пациентот? Може. Дали е тоа најдобро? Најдобро за пациентот е да се обезбеди крвна единица доколку му е потребна во терапијата. А крвната единица е безбедна затоа што е тестирана и нема да предизвика никакви проблеми кај оној кој што ја прима. И еден апел, еве, сите да се вклучат? Да, апел на сите ваши гледачи, оние кои што се крводарители, повторно нека дојдат кај нас да даруваат крв, оние кои што не се вклучени во крводарителството, да дојдат, да станат крводарители, затоа што крводарителството треба да го сватиме како една општествена активност. Значи, таа е важна за целиот здравствен систем, односно за да функционира адекватно еден здравствен систем, потребно е да имаме доволни количини на крв, а истите ќе ги обезбедиме преку доброволното дарување на крв. Ви благодарам, докторке, што бевте денеска дел од Телма амбуланта и што на убав начин ни појаснивте кој може, кој не може да биде крводарител и зошто тоа треба да го правиме сите. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доктор Анита Божинова Петковска, специјалист по трансфузиологија од Институтот за трансфузиона медицина, беше денешна гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следете. Имајте убав ден и внимавајте на вашето здравје.